Почитувани граѓани, почитувани македонски народе. Пред се сакам да ви се заблагодарам на секаде што давате поддршка не само на ВМРО-ДПМНЕ, туку давате поддршка на македонскиот народ со 73% изјаснување, односно едно референдумско изјаснување против овој предлог. Ова што се случува во собранието е една голема фарса и ќе се носат едни пусти заклучоци. Зашто го говорам ова? Бидејќи ниту еден заклучок овде донесен не може да смени ниту еден документ што беше презентиран како европски. Односно на преговарачка рамка, што веќе одамна кажале да, џабе и џабе ќе биде што и да се донесе тука, бидејќи ова влада веќе кажала да. Зборевме неколку пати, сега говорам повторно. Баравме како коалиција не само да има консултации, да направат чек листа, дека се виделе со експертите, дека се виделе со опозицијата или со било кој. Туку навистина суштински нешто да се смени. За жал нема ништо да се смени, бидејќи одамна рекле да и тоа мора со сила да го протуркаат. Велат дека започнува европскиот пат, велат дека започнуваат веднаш преговорите, но не е така. Во вашите документи што сте ги прифатиле, вели дека оваа преговарачка рамка ќе се презентира кога Македонија ќе ја спроведе својата заложба за вршување на уставните промени. Тоа македонски народ значи дека се лаже и се суши, бидејќи со овој документ не се започнуваат преговорите. Не, ќе се чека нова меѓувладина конференција. Албанија ги започнува преговорите, не Македонија. И тоа треба секој да го знае. Во овој документ убаво стои дека има две фази. Првата фаза е онаа што они ја нарекуваат некој скрининг, но и тоа нема да започне. Ќе има едно големо сликање каде што повторно нивната пералница ќе почне да пере мозоци, односно дека добиле некој датум кој постојано го добиваат. Но за жал нема да биде така, бидејќи стои дека мора да се смени уставот. ВМРО-ДПМНЕ нема да дозволи промена на уставот. Следно што велат дека го зачувале македонскиот јазик. Може да се примети и да се види во нивните документи што сакаат да ги заскријат, но протоколот не го објавува дека Бугарија ќе има своја изјава каде што сака и ќе каже дека нашиот македонски јазик е бугарски дијалект. Ние тоа не го прифаќаме и никогаш нема да го прифатиме, зашто македонскиот јазик е македонски јазик и никако поинаку. И никој не може тоа да го спори. Уште една лага што ја кажува власта, дека не мога да се преговара за историјата. Тоа не е точно. Бидејќи стои тука членот 12 од овој договор, а тоа е договорот за добрососедство. Јас сум работел во Министерството за надворешни работи. Луѓето што работеле во секторот за меѓународно право и што си сега, никогаш не го прифаќале ова. Дали некој ги уценил, дали некој ги натерал, тоа е многу важно прашање. Бидејќи јас имав можност да учествувам тогаш во преговорите. Никогаш не се прифати заедничка историја. Никогаш не се прифати да нема реципроцитет. Зашто и ние имаме македонци што живеат во Бугарија. И тоа е реалноста. Да, оспорувани се од Бугарија, но ние како македонци треба да се грижиме за нив. И ниту еден тогаш не го прифати. Но да подсетам уште една работа. Ниту една претходна влада не го прифати тоа. Зашто го прифаќате? Нели доаѓавте тука на говорница, нели на секаде кажувате дека нема по секоја цена? Но сега изгледа сето тоа има цена. Затоа велиме дека ова што стои во овие договори е неевропско, нехумано, нечовечки. Ова не се европски вредности, ова е понижување, ова е предавство. Собранието, кој било заклучок да го донесе, пак е повторам, нема да промени ништо. Зашто вие тие документи што ги криевте, па што ги покажавте, одамна сте ги прифатиле. Но што ќе се случи? Македонија ќе навлезе во еден тунел, во еден лавиринт, каде што постојано ќе се гледаат вета. Доколку Бугарија ја уцени Македонија дека Гоце Делчев е нешто друго, освен македонец, ки има вето.
Ќе има вето, но тоа не сакате да го кажете. Но на крај, вашиот председател тоа го кажа, дека ќе има вето за вето. Каде е тука зачување на македонските национални интереси? Гоце Делчев е македонец и ништо друго. Јане Сандански, Питугули, сите тие се македонци на македонскиот народ. И сега ќе се преговара за целата историја. И тоа е вето за вето, и тоа е еден лабиринт каде што нема излез. Но знаете што? Македонците се бореле за своите правди. Тоа ни стои во химната. И ќе продолжат да се борат за секогаш. И ќе изгрее ново сонце на слободата. Ќе изгрее, но не со вас. Бидејќи во Бугарија има избори. И у Македонија ќе се случат многу набрзо избори. На тие избори во Македонија ќе победи ВМРО-ДПМН, а во Бугарија може и СДСМ да победи. Но во Македонија веќе никогаш нема да победи. Да живее Република Македонија, да живее гордиот македонски народ. Јас сум македонец и ќе останам таков за секогаш. Благодарам.